Биткоин успеа да се задржи над $60,000, но според неколку важни графикони, ризикот од пад кон $50,000 се уште постои. Во последната корекција биткоин падна околу 13%, но купувачите засега ја одбранија психолошката зона од $60,000. Но тоа не значи дека ризикот е исчезнат. Првиот сигнал е поврзан со трошокот за производство на биткоин. Биткоин моментално се движи блиску до просечниот трошок за производство, кој е околу $62,650. Тоа значи дека рударите во просек се блиску до точката каде што не прават голема добивка. Ако цената падне под оваа зона, следното важно ниво би можело да биде околу $50,120. Вториот сигнал доаѓа од просечната цена по која сите сопственици на биткоин влегле на пазарот. Таа зона моментално е околу $53,600. Историски, биткоин често не формирал големо пазарно дно без прво да падне под ова ниво. Во претходните циклуси цената одела и многу под таа зона, иако тие падови со текот на времето станувале помали. Третиот сигнал покажува дека зоната околу $50 до $53,600 може да биде важна област за биткоин. Во моментов биткоин веќе не се наоѓа под една од важните предносни зони, а следното важно ниво според тие графикони е повторно блиску до $50,000. Четвртиот сигнал доаѓа од неделниот графикон. Биткоин моментално атестира зоната од околу $60,000, која се смета за важна долгорочна поддршка. Ако неделната цена затвори јасно под ова ниво, тоа би можело да отвори простор за пад под $50,000. Главната поента е следнова. Иако биткоин засега се држи над $60,000, повеќе графикони покажуваат дека зоната околу $50,000 се уште останува можна сценарија. Следните недели ќе бидат важни, особено ако цената не успее да се задржи над $60,000 до $62,000.